We're go. Tell Muse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnova. Houston, we have a problem. Problem 21. septembri 2016. godina na frekvencijite na radio Slobodna Makedonija govori Milenko Nedeljkovski. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Нашето пријателство трае веќе трета радио сезона. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Уште еднаш пријатно попладне од студиото на Радио Слободна Македонија. Шпицата е од лани, трета сезона, не е трета, ова е веќе четврта. Сите со серија ступидни и погрешни решенија со луѓе кои не сакаат да влезат во никаква дискусија и дебата и си го гледаат само собствениот интерес и ништо повеќе, најмалку државниот или на оној на своите сограѓани. Се доведовме во ситуација, телевизиите се доведе ситуација, радијата се доведе во ситуација, емисиите, и ние кои имаме своји емисии, кои водиме, нешто дебатираме, правиме, пуштаме музика, се доведовме во ситуација на изборот меѓу тоа што може да ти го направи магарето и евентуално, ако не тоа, па змија да те апне. Имено од вчера не смееме да се пушта македонска музика никаква. Мене денешнава емисија ми беше планирана со македонска, патриотска и староградска музика. Сакав да е љубојна, сакав да е Пепе Бапстировски, сакав да е Гоце Арнаудов, Гоце Николовски и така натаму, затоа што имав таква тема за дискусија. Меѓутоа се не можеш ни тема да разговараш, затоа што не можеш да го инсертираш со музика. Значи не можеш да зборуваш за националните интереси на Македонија и да кажеме за битката на Кајмакчалан пред 100 години, а да го пуштиш Ѓорѓе Балашевиќ. Никако тоа не оди, нели? Или ете Бајага и Лошич. Не бива. Меѓутоа, за жал, не само ете во овој дел музички, во сите други делови бевме сведоци дека се соочивме со едноставно се судривме со сознание дека во државата живееле, работеле, напредувале и сега дојдоа до ситуација да станат главните decision makeri луѓе со ограничен ментален капацитет, луѓе со никаков ораторски капацитет, луѓе кои, еве како во случајот на КТЦ Јанева, например, правен факултет учеле на место 4-7 години, значи безмалку дупло, и на место еден просечен збир од оценки, што секој просечен студент на правен факултет го има, кажеме, 7,5, 7,8 и така натаму. Таа едва се провлекала со 6,25 и е прашање како успеала потоа да положи правосуден испит, а незиниот капацитет го видовме на она интервју, монтирано, сечено, лепено од партискиот војник Санта Аргирова, а подоцна го видовме со помош на неделникот и порталот Република во изворна верзија 36 минути. Не знам колку луѓе не ме сретна и рекоа дека од нејзиниот срам тие се срамеле. И сега имам една ситуација, јас не можам да емитувам патриотска музика, не можам да разговарам за теми кои сметам дека ми се мене и на македонскиот народ интересни, например чествувањето на србите на Кајмакчалан. Таму председателот на Републиката Ѓорѓе Иванов му поставил на председателот на Србија прашања околу тоа како ние да го чествуваме на нивна територија, да ги чествуваме Ѓорѓе Пулевски, Сремскиот фронт, Прохор Пчински. Не го чувме одговорот од Николич
И згоре на тоа имавме апсолутно диво, неовластено криминално поставување на некаква си плоча од страна на не на цивили, туку на војници на бугарската армија, зашто нивниот министер за надворешни работи нема ни да ги казни, ни да ги укори, туку ќе ги награди. И сега како јас тоа да го инсертирам со Оливер Драгоевич? Може ли вака некој да ми објасни? Еве, за жал во радио веќе не работи еден од моите омилени ликови, Иван Бечковиќ, ама би мислам дека и он со неговиот капацитет околу знаењето на музичката проблематика не би успеал да ми најде соодветна музика за вакво нешто. И бидејќи во Македонија, во радио кое носи име македонско, Радио Слободна Македонија, на мене кој се сметам за борец за правата на мојата држава и на моите сограѓани, значи во сето тоа наше и мое, ја не можам да емитувам моја и наша македонска музика. И видите сега абсурд. Ако не емитуваш македонска музика, Агенцијата за аудио-визуелни медиумски услуги ќе те казни, може ти одземе лиценцата, а ако емитуваш македонска музика за да не те казни ова агенција на Зоран Трајчевски, во тој случај те казнува, дури има предвидено и затворска казна, замп, затоа што си емитувал музика кој тој те е забранил. И сега, кај да кинисаме, кој правец? На собствена територија, во собствена држава, да не можеш да емитуваш собствена музика. Сега мене ми е прашањето што прави по овој проблем, по овој вопрос, што прави Министерството за култура, кое е најнадлежно, автоматски што прави владата на Република Македонија, и тоа што прави Министерството за култура. Што прават народните пратеници во собрание, сем што се расправаат со Јатица Канева, односно Катица Јанева. Кој што прави сега? Зошто јас не можам да си емитувам македонска музика во оваа емисија? Дискутирајќи за овој проблем пред да влезам во студио, овдека со мојот колега Андоновиќ, му викам, не знам дали е казниво да земам јас да пеам. Македонско девојче, кит, каже, и сега да си пеам. Не можам да испеам добро као Љубојна, далеко сум од Тоше, Моше, било кои тие големи звезди, Наум Петревски и така натаму, меѓутоа еве дури ако пеам било која песна од нив, сега ќе ме казнат ли и мене? Мислам ќе го казнат ли ради ово? Каде се границите на глупоста, каде се границите на желбата за профит, а не интересот за Македонија? Замислите вие во Србија или во Бугарија да забранат во Србија српска, а во Бугарија бугарска музика. Па ќе ги запалат на плоштад сите одред. И тие што забраниле, и тие што не реагирале на забраната. Сите одред. Замислите вие во Италија да забранат емитување италијанска музика. Може да си го замислите тој дел? Во Грција, грчка, во Албанија, албанска. Може ли да замислите тој филм? Или само овдека во Македонија сме ние заморчиња врз кој може секој да се изживљава со се што и ние да си поќутиме на секој експеримент кој се применува врз нас. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ајде пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Недолковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Секако за нас овдека овие денови се најинтересни дебатите по повод настапот, ако воопшто така можам да го наречем, повеќе би требало да биде монтировката од појавувањето на Катица Јанева на првиот програмски сервис на македонската телевизија, каде што јасно се виде разликата меѓу нејзе и да кажеме
ете во неизината кариера или во неизината бранша опонент Марко Зврлевски. Бевме сведоци дека Марко Зврлевски пролетоска гостуваше на телевизија Телма кај Александар Чомовски и без посулчења, без монтажи, без враќање, без читања, без болтирани букви, разговараше и дебатираше со водителот на таа емисија, што секако не беше случај со 10-минутната монтажа во најсветлите традиции на Васко Ефтовското новинарство во Македонија. Разликата беше навистина огромна и очебина. И нормално нас сега тоа не е интересно. Има стотици брилјантни, духовити коментари, составени дури од една-два збора или подолги. Во тека беше денеска, нели, расправата во собранието, што само продолжи и ја потврди целата таа катастрофа околу специјалното јавно обвинителство. Јас морам да кажам дека на Фейсбук 2 пати напишав. Можам да кажам две различни работи и искрено да ви кажам не сум ниту доволно паметен, ниту информиран, за да можам да дојам до заклучок што е вистина. Значи, ова со Катица Јанева има 2 работи. Едната работа е, читам голем дел од сегашните и парламентарци реагираат подсмешливо, критички, така натаму врз нејзиниот настап во јавното, на јавниот сервис на македонската телевизија. Некој се исмева, некој критикува, некој едно и друго и така натаму. Доста од пратениците на ВМРО ДПМН. И една работа што ми паѓа, значи едното што го мисламе, дека тие всушност немаат кредибилитет, сега е тоа модерно, не морално правото да критикуваат затоа што тие ја бираа. Значи не ја бирав јас, не ја бираа овие овде луѓе во режија, што се не ја бираа овие покрај прозоров на радио што праќаат луѓе, тие ја бираа. Нивните политички врхушки ја предложија или ако не ја предложија, ја договорија. Значи сега немаат морално право да ја критикуваат, оти тие ја донесоа таму, тие и дадоа 4 милиона. И тие треба да го поднесат критиката и одговорноста. Значи тоа ми е едното мислење. Си викам, чекај бе, тие луѓе ја изгласаа, што сега тие критикуваат? Немаат право на тоа. Народот никој не го праша, народот не направи референдум, како што е, да кажем, сигурно најорганизираната земја во Европа, ако не и во светот, Швајцарија. За се прашува народот. Народот е опозиција на позицијата и на парламентот. Значи не прашаа за Пржински 1, Пржински 2, Пржински 3, Охридски, за ништо не прашаа. Територијална поделба само не прашаа и таа пропадна, знаете како. И сега, одеднаш тие сега сите критикувате, вклучително и денеска во парламентот. Да, ама тие ја гласа. Не знаеа ли кого гласаат. Тоа ми е едното размислување. Спротивно на тоа размислување ми е следното. Велам, не можам да кажам, не можам да знам што е точно од овие 2 работи. Али и ова второто исто така многу известно. А тоа е дека оние луѓе, оној врв од ВМРО, што бил притиснат минатото лето и преговарал за пржинските договори, значи прво Пржино 1, па натаму, каде вклучителен дел е и специјалното јавно обвинителство и кадровското решение на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева, дека тие всушност точно знаеле со кого си имаат работа, со каков ограничен капацитет, со каква особа без
bez znanje, bez rečnik, bez oratorstvo, bez kapacitet, bez uspjesi vo život. Jednostavno, bez kredibilitet za to što go raboti. I второто, велам, мислење ми е спротивно на првото, пред малку каде што ги критикувам, е уствари да ги пофалам дека во моментот кога разбрале кого предлагаат, значи предлагаше опозицијата, а и бога ми и амбасадите, кого предлагаат и кога сватија со кого си имаат работа, вика дај да прифатиме оваја, оти подобар џокер и подобра комбинација од ова што ни ја нудат, да се самоубијат како опозиција, нема. Па си мислам дека дури кога била избрана Катица Јанева лани како прв човек на специјалното јавно обвинителство, мислам дека, ако ми е оваа теорија точно, во тој случај имало отварање шампански во просториите на ВМРО ДПМНЕ. За разлика од тоа кога би бил некој навистина сериозен обвинител, некој работлив човек, некој што си ја знае професијата, некој што завршил за 4 години и завршил со некој просек од 9, значи нешто сосема антипод, една спротивност на Катица Јанева. Значи, тоа ми е двојбата во текот на овие неколку дена. Зошто ја критикувате ако веќе сте ја бирале? Вие. Тоа е едното. Меѓутоа, од другата страна си викам, ако они уствари всушност знаеле со кого си имаат работа, во тој случај честитам што успеале да го навлечат политичкиот противник, да биде избрана особа која не може да сврши работа. Еден мој пријател ми се јавува вчера, со него делиме убаво дружење, меѓутоа делиме еден дел од нашиот живот кој не е за фалење и за веселба, кога се боревме со секој посебно од нас, со обвиненија, судови, обвинители, затворски пресуди со затворски казни, условни казни, притвори и така натаму. И тој е јас, тој за своја работа, и би се јавува и вика, бе, другар, како нас бе не ни се погоди ваква некоја обвинителка, бе? Па, да немавме проблем ниту една минута со човек што не може да образложи основно нешто што сака. Како нас не ни се погоди, него ни се погодија обвинители од кои страф тие, која ќе влезеш у судница, тие страфоти може да го направи најобичното дело со ораторство, може да го направи како да си масовен убиец, ќе те направи, ќе те представи пред судот и пред судскиот совет. Како нас не ни се погоди некаква ваква обвинителка. Добро, сме немале среќа. Меѓутоа, пак да се повторам со муабетот, ми останува дилемата и се повеќе ми се озрева сознанието дека всушност позицијата се израдувала од предлогот на опозицијата, кога е во прашање наименувањето на Катица Јанева. Она што за мене всушност е главна вест и многу битна за нас, е всушност главната вест за Балканот, а тоа е најавата дека може би пак ќе има војна во Босанскиот лонец, односно во Босна и Херцеговина, според ратоборната изјава на поранешниот заповедник на армијата на Босна и Херцеговина Сафер Халилович, а по повод референдумом што во Република Српска ќе се одржи во недела, сега, за 3-4 дена. Всушност, ние од дрвата не ја гледаме шумата, односно се е тоа во ред со Катица и со докажувањето на незиниот некапацитет и со незината ароганција кон тие што ја бирале, немањето осет да треба да е човек одговорен и
знае од кого е поставен и кој му го плаќа буџетот, самото тоа плата и тоа огромни плати. Се е тоа во ред нашата заинтересираност, меѓутоа мене искрено да ви кажам многу ме интересира разврската, затоа што не може да се случи било што на територија на поранешната Југославија, а да нема директни реперкусии врз поединечните републики, па макар тоа била Словенија или Војводина, или ние доле на југот, Македонија. Значи, во Босна и Херцеговина, односно во Република Српска, на територијата на Република Српска, на една од трите целини, ќе има референдум. Референдумот не е за отцепување, иако тоа погрешно се представува. Референдумот е барање дозвола од граѓаните да не се почитуваат одлуките на Уставниот суд на Босна и Херцеговина, кој меѓу другото реши дека србите во Република Српска не смеат да си го празнуваат својот празник. Мислам дека се работи за 9 јануари или нешто слично, кога е Свети Стефан, кој тој ден тие си го сметаат за ден на нивната држава, нешто слично како ние, да кажеме 2 август и така, или ден. И референдумот е за тоа, за непочитување на решенијата на Уставниот суд. Значи не е за отцепување. Иако реално, доколку тој референдум пројде позитивно во однос на предлагачот, односно на самата Република Српска и водечката политичка опција таму на чело со претседателот Додик, во тој случај јасно е дека ќе биде трасиран патот за полека една сецесија, полека едно одвојување на Република Српска од Босна и Херцеговина. И тоа е сега исклучиво турбулентно. Гледам, читам, се обидувам низ медиумите во Македонија да најдам никој, со исклучок на преска ги слуша вестите на Радио Слободна Македонија, не ја третира оваа тема. Како да не постои. А тоа е на само 5-600 километри од нас. И тоа директно влијае врз нас, затоа што евентуално отцепување на Република Српска директно влијае врз односите на муслиманското население во овој дел, значи во Косовскиот, Црногорскиот и Македонскиот дел од Балканот. Затоа што секој ќе бара некое прекројување на некоја граница географска или етничка. Интересно е дека по изјавата на Халилович, кој тврди дека Република Српска не може да издржи ни 14 дена, дека ја нема веќе JNA, дека нема тенкови и така натаму, и дека за 14 дена ќе се справи Босна и Херцеговина со Република Српска, се јавија министерот за надворешни работи Ивица Дачич и премиерот на Република Србија Александар Вучич. Дачич вели Србија е спремна за нови рат, убих. Вучич вели Република Српска нече нестати. На ова ако се додаде, јас баш бев пред 3 недели со телевизиската екипа моја во Бања Лука да сликам интервју со Мирослав Лазански, ако се додаде податокот дека аеродромот во Бања Лука е под комплетна, не би рекол обсада, меѓутоа тамо се наоѓа исклучително силни воени и воздухопловни сили на Руската Федерација, а сето тоа е многу блиску до границата со Европска Унија, односно Хрватска. Во тој случај оваа ситуација е многу посериозна отколку што на прв поглед можеше да личи дека се работи само за уште еден референдум. Ја искрено повторно ќе искритикувам колегите дека сметам дека таа тема треба да ја развијат. Има неколку телевизии со дебатни емисии, тоа не го развиваат, дали не разбираат, дали не читаат, дали не гледаат, не знам. Меѓутоа во недела има референдум во Република Српска, референдум Република Српска се граничи со Европска Унија. Тоа да не го заборавиме и тоа на својот најголем дел од својата граница кон Хрватска.
За разлика од сите нив, Миленко Недолковски ја третира токму таа тема, бидејќи сметам дека е исклучително важна за безбедноста на овој регион, со самото тоа на Европа и светот. И затоа во предвечерието на референдумот, кој се одржува во недела, во петок навечер, на почетокот на мојата 11-та сезона на Миленко Недолковски шоу, имам емисија посветена на тема референдумот во Босна и Херцеговина, односно имам соговорник со кого правам интервју, а тоа е никој друг, туку председателот на Република Српска, господин Додик. Значи не со овој, со оној, не со аналитичар, не со новинар, не со бивш сегашен иден ваков таков пензиониран, туку со актуелниот председател на Република Српска, човекот кој го иницираше овој референдум, за кој тој е сигурен, а имам интервју и со Лазански, и тој е сигурен дека ќе пројде позитивно. Доколку сакате да ја слушате таа емисија, таа е на Канал 5, некаде околу полноќ, во петок, ќе видите и како тој се, инаку морам да објаснам дека Уставниот суд на Босна и Херцеговина е составен од 9 суди, мислам од кои се тројца странци, Констанс Грееве, потоа е Тудор Пантир и третиот странец е македонец, односно македонка, и се вика Маргарита Цаца Николовска. Се сеќавате на таа судика. Таа во Македонија се представува како активист во невладина организација, во исто време е висок функционер во СДСМ и како таква која се представува овдека, сосема спротивно е во Босна, каде што е избрана од страна на странците како член на Уставниот суд на Босна и Херцеговина, и токму нејзиниот глас, било надгласување, решил Република Српска да не може да си го слави својот патрон празник, својот ден на Републиката, на денот кога тие луѓе во таа држава тоа го сакаат. Тоа е Маргарита Цаца Николовска и во мојата емисија ќе можете да го видите мислењето на председателот на Република Српска за овој кадар на Република Македонија. Значи во Миленко Недолковски шоу, 11-та сезона, која започнува сега во петок за 3 дена. И така дојдовме до прекрајот на емисијата која се емитува на Радио Слободна Македонија, каде што водител е македонец Миленко Недолковски, кој зборува на македонски јазик, каде што луѓето кои помагаат околу емитувањето на оваа програма се сите до еден македонци, каде што пред мене возат возила со македонска регистрација, меѓутоа не може да емитуваме македонска музика. Дали веќе човек не знае што е поглупо, дали литар на кило, кубен метар во не знам што, во проценти или читање болдирани текстови кои не знае да ги прочита или ова со замп. Во секој случај факт е дека живееме во една средина во која се повеќе ние сите сами на себе си личиме на заморчиња во некој белосветски експеримент, како да сме дел од нечија лабораторија. Ова беше емисијата Миленко Недолковски, попладневно радио шоу на Радио Слободна Македонија на 21 септември. Во режијата ми помага Дине и Цаци, во дескот беше Лазе, директор на оваа телевизија е Мето, тоа не е бразилец, тоа е наша девојка, наша жена, Ема се вика, меѓутоа има нагадено така име, па личи на Бебето. Ви посакувам пријатно попладне, многу мајтап на социјалните мрежи, ве повикувам
во предвечерието на референдумот во Република Српска, да го гледате моето интервју со председателот на Република Српска, господин Додик, во петок навечер на Канал 5 телевизија на почетокот на мојата 11-та телевизиска сезона, а што се однесува до радиото, се гледаме, односно се слушаме, а и се гледаме сега, ова веќе се снима следната среда. Пријатно и со здравје. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.